И додека државата го подготвува февруарскиот извештај за сработеното по однос на препораките на УНЕСКО за Охрид и регионот, научната фела повторно алармира за она што тивко и полека, но разорно го уназадува светското природно и културно наследство. Препораките се многу прецизно дадени. Значи, тие треба само да се почитуваат и да се применат. Односно, да не се дозволи да се претера повторно, значи треба се санкционираат. Урбанизацијата да се контролира, заштитата на Охридското езеро, во секоја смисла на зборот, културно-историското наследство, исто така. Многу боли дека светот не препознал како бренд УНЕСКО, а ние сами сме неголеми непријатели на тој бренд. Ние, охриѓани, граѓаните, заедницата, хотелиерите, сите, бизнис заедницата и сите треба да го сочуваме градот за идните генерации. Ставот на научната фела е дека е потребна поголема заштита од секаков аспект на езерото, идентитетот, културното наследство, но и негова дигитализација и промоција. За жал, Охрид ние гледаме во последните 20-30 години на некој начин се маргинализира од тоа место што го служува град на УНЕСКО, по заштита на УНЕСКО. Ние имаме проблеми со екзистенцијата на градот, со загрозување на културното наследство, со идентитетот, со промоцијата, со да бидеме, пошто ние знаеме, тука е бил првиот универзитет во Европа, на Свети Климент, не со тој факт ние да го искористиме и да го правиме тоа да биде наш понос, ние тоа го ставивме во некои си рамки што е навистина во тајност. Важен сегмент за напредок според познавачите е политиката да ги тргне канџите од културата и историјата. Всушност, исклучително многу се стараем. Како научна установа се стремиме кон тоа да се држиме настрана од сите политички превирања меѓу Македонија и Бугарија. Всушност тоа е и поентата ако сакаме напредок, да одржуваме одлична соработка на полето на нашите култури, фолклор, историја. Нека се слушаат и разменуваат приказните на народот. Да познаваме работата си. Досега Комитетот на УНЕСКО 3 пати расправаше за статусот на Охрид, а минатото лето во услови кога 39 граѓански организации од Македонија и Албанија побараа да биде впишан во листата на светски наследства во опасност, за како што велат да се отвори врата за строго дефиниран процес за санација под постојан надзор на УНЕСКО. Тогаш УНЕСКО го одложи впишувањето на Охридскиот регион на листата на загрозени светски наследства, но под услов до февруари годинава да се исполнат низа конкретни обврски за заштита на неговите природни и културни вредности.